Здраво на сите и добре дојдовте во втората епизода на Пулсот на младите. Подкастот каде што отворено разговараме на теми што навистина не засегаат, не мотивираат, но и не предизвикуваат да размислуваме. Јас сум Петар Јошевски, а денес сме овде со посебна причина. Го одбележуваме Светскиот ден на театарот. Театарот од секогаш бил повеќе и сцена и рефлектори. Тој е простор каде што се создаваат приказни. Се изразуваат емоции и се поттикнува размислување. Јас овдека имам скрипта по која денеска наводно треба да додам, ама денеска овдека имам исто така многу посебни гости, мои пријатели, кои што морам да ви ги најавам, Андреј Евгенија Димитриовски. Од Прилеп, иако се со В, тие се 20 аматерски актери од Прилеп, кои веќе долго време го негуваат театарот. Добре ми дојдовте во подкастот, добре дојдовте во студиото на Радио Пулс. Добро ме најдовме. Исто така, тие се дел од една креативна иницијатива, исто како и јас, Младински театарски центар Зона. Младински театарски центар Зона е иницијатива која што скоро 2 години им овозможува на младите влюбеници во театарот да изразат својата креативност на сцена. МТЦ Зона во 2024 година беше признати од ДАФ Кочани со награда за колективна актерска игра, која во Прилеп ја донесе представата Чернодрински се враќа дома според текстот на Горан Стефановски. Па сакав да ве прашам, кој е вашиот поглед на сето тоа и како всушност функционира МТЦ Зона? МТЦ Зона е, како што кажам, младински театарски центар, што му возможува на младите влюбеници во театарот од поблиску да доживеат она магија на театар. И сега, јас знам уште од првите почетоци, не знам уште лани кога почнавме со часови, кога ни представија која е целта на Зона. Целта на Зона не е само да направи од нас некои идни актери, режисери и така натаму, туку целта пред се е да направи една театарска публика во Прилеп. Млади луѓе што ќе сака да го гледа театар. Тоа пред се целта за нас што сме дел од Зона и публиката што иде да не гледа. И не само во поглед на театарот, туку и целта на Зона е од нас да направи луѓе. Да бидеме да бидеме достоинствени, некој наречи дека сме ние луѓе. Да се изградиме како личности пред се. Иако сум и јас дел од целата приказна на МТЦ Зона и од почетоците работиме заедно, би сакал да им ја прикажам целата магија на публиката која што не гледа низ еден видео инсерт од представите Малиот принц и Чернодрински се враќа дома. Тоа беа нашите МТЦ Зона, а сега сакам да ве прашам од ваша перспектива. Како младите гледаат на театарот? Дали е тоа само уметност или е простор за личен развој и промена? Па вака, пред се театарот, општо целата работа е една голема уметност, барем по моје мислење. Преголема уметност. Мислам дека поиќе би се служил со второто, дека е простор каде што може и луѓето да имаат свој личен раст, развој и слично. Барем ние што одиме во МТЦ Зона, мислам дека се сложува цел колектив, ако сме се во двајца. Мислам дека се сложува цел колектив, дека успеавме нешто да видиме кај сме, што сме, да се надоградиме малце културно, да научиме друг начин на живот и слично. А младите како гледа на театарот?
Тоа е малце тешко прашање. Не гледа на театар. Не гледам многу на театар. Не гледам многу на театар, го доживува само како вече одиме, знаеш, че гледаме представа, че се посмееме малце и тоа е Некој тоа. да ни Сега се игра. смеја. Да. Да, за Бара сега комедија и во најголемата трагедија да е, Че најде тие комедија. че бара комедија. Бара смешното представа. Го бара смешното, а него не ја гледа суштината, поентата на представата. Барем младите, поголем дел од младите, се има честни случаи. Да, има, фала Богу, има честни случаи. Ја знам, се сеќавам и за премиерата на Чернозрински се враќа дома дека Да. имаше. Да. Најчесто, да, На најдобрите сцени по мое, мислам, мене лично милените сцени што мислам, кај што треба потполно да се вмислиш и да гледаш нешто, тие се смеа на некои обични глупости, на некој си збор. Да панелираме. да. На некој си збор, пример, и чашава пукната и кака. Тоа е нашата младина. Да, најчесто се слушаат коментарите шо барам на театар, не ми Шо е барам на интересно. театар, Че трошам 2 сати сега. Да, че седнам дома да гледам филм парно На или че кафе. излезам на кафе Да. со другарите. Најчесто ни е тоа. И најчесто кога ќе му речиш на некој од младиве дека еј, одам во театар, као во зона одам, глумам, играм, Ти не си сад. ти не си салам. Тоа е- Си го трошиш времето. Ти не си салам, си го трошиш времето, нема пари во тоа. Фала, Да, првото да. прашање тоа дали бе плајче. Да. Значи, Да. да го разјасниме тоа дека е јавно да речеме. Не сакаме да не плајче. Сакаме да не почитува. Разбирате? Не сакаме да не плајче, оти го правиме од љубов. Ако нешто да го правиш од љубов, барем Тоа не е така работа, мислам, тоа е љубов. да, го правиме со преголема љубов. И не сакаме да не плајче. Да. Единствено што добиваме е тоа што добиваме знаење, квалитет, искуство. Нели стекнуваме нови познанства, Точно. нови пријатели така. Пошто најчесто МТЗ зона е простор кај што многу работи се учат кои што не можеме да ги научиме негде на училиште или да го слушнеме нештото, затоа што работиме со актери, работиме значи со Марија Спирковска Илиевска, работиме со Даниела Ивановска. Тие се професионални актерки кои долго време работат во театар, повеќе од 20 години. Работиме со професор по македонски јазик Мартин Наумовски. Работиме со Кирил Петревски режисер. Поздрав Тие- до сите нив. Поздрав до сите нив. Ве сакаме. Тие точно зна како дишиме, не научија целосно и точно зна Да. нашата функција и нашата суштина на која што функционираме како колектив, но и како единка во целиот тој театарски процес. Исто во целиот свет да речеме, во начинов на живот во Прилеп не знае како функционира. Да. Исто се надава. Да. Така го дишиме. Да, ќе слушниме исто така многу приказни од професионални актери, ќе слушниме исто приказно од театарот како и го променил животот на уметничкиот директор на МТФ Чернозрински, за кратко. Но сега сакам да ве прашам вас како изгледаше почетокот првиот вашиот почеток во театар. Како произлезе љубовта и кога сватите дека имавте љубов за тоа, како се пробуди љубовта кај вас? Кажи правилно. Сакам Кажи ми. целосно приказно да слушнам за ова. Од двајцата или само од еден? Од двајцата. Па добар почеток на театарот, фала Богу и мене и на Андреј како публика на детските представи што беа порано. И мислам дека најголемиот виновник во наводници за тоа што јас прв пат влегов во театар сестра од Андреј. Да. Та прва ме зеде и ме однесе в театар на представа. И баш тие сите детски представи, неколку што имам гледам 3-4, ги одев со нејз и после од училиште. И така се пробуди љубовта да одам во театар да гледам представа, фала Богу дека тогаш не мислев нели на сцена да заставам и така натаму. Ама сакав се почесто да одам и да гледам представи, баш тогаш беа сонувачот, купувачот и нешто друго. Да, Волшебникот од Оз, Да. враќањето од Дороти, не знам. Да, враќањето на Дороти, волшебникот од Оз, тогаш беа јунаците од бајките за Јунаците, најмалите да. тоа време, да. Да, и пак Имаше доста Нашава детски представи. Имаше, да. И Имавме детски представи баш. баш тие представи кои гледав со сестра му, се пробуди љубовта да одам во театар и да гледам представи. Сега после дојде онај период кога што не ни за детски представи, не ни за невозрастни, што се били потешки. И Тука имаше пауза. имаше паузе на така поголеми, баш тој период беше интересно, почна и короната. Да. И нели помалку Ти одев се во театар. погодила. Да, тогаш ми се погоди. Да не одиш театар. Да, наравно в театар имаше една интересна ситуација што ја памтам. Баш негде 2021-2022 беше МТФ Виден Чернозрински. Да. И на Цепенков нели имаше ни големи билборди беа со програмата. Да. И тогаш мислам дека беше дозволено со ограничен број на публика и со маски.
Да. И знам ја шетав со една другарка, кога ја гледам програмава. Тоа беше 56-тио. Да. 56-тото издание на МТФ, да. Да, мислам дека така беше. Да. И баш поминувавме, гледам програма и викам другарка ми, само нека заврши овој, ти кажувам нема да излезам од театар. Ама ја мислев нема да излезам во смисла дека ќе гледам представи. За неколку години подоста сватам дека Нема да излеземе на театар нема од проби. да излезам на театар. Да, Андреј? Па вака, пред се исто се сложувам со Евгенија, тука се негди моите почетоци, со детските представи од училиште и слично. После исто можам добро да се пофалам дека и мене сестра ми носеше в театар и ми објаснуваше колку Поздрав до сестра ти, што да речеме. Поздрав до сестра, добро. Ми објаснуваше колку е добар театарот, колку можеш да научиш од театарот и колку е битно да ја знаеш оригиналната суштина на театарот, оригиналната поента на театарот. После тоа исто така голем виновник се и морам да кажам македонските приказни, кои што пораснав со нив. И што од мал викав ја сакам да бидам глумец. Сакам да бидам глумец. После тоа имаш еден период кај што доста време немав поеден в театар, така малце поголем период. Одев во една драмска секција која работеше во детската амбасада. Одев таму. Со нив имавме некои слични активности како што имаме се со Зона, ама тука се некаде. Исто така со нив ја направивме првата представа која што играв. Се викаше се што сакав да кажам, но никогаш не можев. Таа беше првата представа, се играше во киното Мистон. После тоа ми се отвори прилика играв во Пиреј, во прва професионална представа. Имаше аудиција, се сеќавам. Да, имаше аудиција. Прва професионална представа ми е Пиреј. И после Пиреј, после се што сакав да кажам, никогаш не може, после тие две представи некако бев решен дека јас готово дефинитивно сакам да бидам глумец. Актер. Да, актер, се извинувам. После Пиреј направив многу долг период кај што немав поеден в театар. И некако се појави МТЦ Зона, почнав во МТЦ Зона. Кога почнав таму ми се врати филмот колку е битен театарот, како да се изградиш како личност. И од тогаш решив дека сакам да бидам актер. Да, мислам дека сите овде што сме тројца или сите во Зона, првата представа не била во Мистон. Па да, може да се рече. Сите. Кога смотри патронатите и работи. Тие не се важни. Исто и мене првата представа беше во Мистон, работев со исто тогаш училиште за театар, после аматерски театар. Таму бев, мислам дека 5 или 6 години. Значи многу мал, таму научив да читам. Излегавме со неколку представи, точно се сеќавам, многу деца од таму имаше и во Пиреј. Мислам дека Пиреј е една од представите во која што имаше најголем број на актери. Мислам дека и јас така беше. Имаше па доста актери играа, стварно Да. многу актери играа. И од постарите актери, и од помладите, и пресно дипломирани. И други што беа на друго место, и Да. сега што не се поиќе тука, од сите имаше. Имаше, да. Да, знам, се сеќавам. Голема продукција беше Пиреј, добра представа беше. А што мислите вие, како театарот ви го промени животот? На подобро или на полошо? Фала Богу на подобро. Многу подобро. Многу подобро. То не сни планирале ништо. Јас можам да се пофалам, еве, така да го наречеме, додека од кога почнав во Зона, уште од првиот час што ги имавме запознавањето, од кога излегавме, од кога заврши часот, од кога излегавме надвор, се чувствуваше нека таква енергија дека сите сме блиски само по првиот час. Знаеш, одиш 14 деца со, знаев само Евгенија, јас таму мислам и уште еден, 20. Јас само Андреј. И то не знаевме дека двајца ќе И не знаевме, таму се Таму се видовме, видовме. сме први братучеди, иначе. А не знаевме. Не знаев ни јас, ни таа не знаеш, таму се видовме. После првиот час се чувствуваше некоја многу добра енергија, многу добра енергија. И после тој час некако сите заживеавме еден со еден. И се можам да речам дека сме еден многу добар колектив, еве да наречам како фамилија. Да. Не како туку сме фамилија. Ако еден без друг не се видиме барем
Два пати. Два пати, три пати неделно не е тоа. Чувствувам одма некоја празнина, нешто дека не е кој што И треба. мора да се пишеме кај сте добри сте. Да, сето тоа ми го промени животот на подобро, сватив поубаво суштината. Таму сите тие дружби, правиме муабет за дружби во текот на процесот на работа. Сите тие дружби, сите тие предавања, да речем, менторите што ни ги држеа, сваќаме колку треба некогаш да се чукнеме подобро. Да, навистина. Да. Покрај тоа што сме една како фамилија, мислам. Сега ајде малце паузираме со проби, но повторно работиме, заедно сме никогаш, мислам се дека предаваме. посебно вашава група дека никогаш барем еднаш во неделата ако не ве видам заедно, нема да видите. Тоа е многу малце ако не видиш еднаш. Не, Да, тоа е многу малку. не имало денови кај што сни правеле сами дома проби. Да. Или вака че седиме пример на кафе, абе, знаеш, Текстот? Чернодрински тогаш баш ја справиме. Дај бе ова сцена и да ја направиме, знаеш. Јас се сеќавам, имаше бевме на проба и после излеговме, седевме во Летниковец, баш Вања носеше гитара, нешто певме песни. И се случи момент една песна не подсети на сцена Суботица со Андри и со Ангела. И баш тука во Летниковец, ладно камен беше надвор со гитара, нели, со музичка поддршка од Вања, тие направи сцена. И Мислам дека никош нема да се направи пак таа сцена, тоа беше еднаш. беше, ама многу убаво беше, многу друга енергија имаш. Да, мислам дека секој од публиката што моментално може да не гледа, треба да ја изгледа барем еднаш Чернодрински или барем некој инсерт Топла препорака. од Суботица, значи Не да. дека ние играме воопшто. или од друга продукција, значи Чернодрински се враќа дома една одлична Самиот текст. текст. убав текст. Самиот текст посебно. Да. Исто така да кажем за Чернодрински нешто сега се извинувам. Како слободно? За представата општо. Мислам дека таа представа многу работи смени кај нас. Стрикно представата смени многу работи кај нас, затоа што еве да речеме, барем јас така мислам, направивме нешто што не очекувавме дека ќе го направиме. Се не да звучи дека се фалиме, па и да се фалиме. Направивме стварно една многу добра представа. Кај што сите играме со љубов, сите играме со енергија, со жар. Мислам дека тоа се гледа кој ја има гледано. Чувствува на сцена. Се чувствува. Самата енергија меѓусебно се чувствува. Како ќе видиме дека имаме проба, значи Чернодрински ова, тоа е леташ во гласи. Топла препорака уште еднаш до сите што немате гледано да ја гледате. Куче се игра Куче пак, се игра. а треба да се игра уште многу пати вреди да се изгледа. Ние сме тука. Ние сакаме, не треба два пати да ни рече. Да, навистина. Сакам да пред да го пуштиме наредниот видео инсерт. Сличниот муабет ми го кажа и актерката Димитрија Мицковска. Жената со чија помош јас прв пат излегов на сцена и ја излегов својата, мислам, излегов на сцена со представа што се викаше Грчки митови и уште нешто. Таа беше представа во 2017 или 18 година, не се сеќавам точно. Бевме неколку деца кои што моментално има во зона, заедно и ја извадовме таа прва представа која што беше изиграна само два пати. Два пати, Поубаво денес. Поубаводич. И може да се каже и исто така жената што ја поттикне и ја пронајде љубовта во театар во мене. Сакам да моментално да го видите видеото кое што следува и Димитрина ве поздравува. Не знам како ме променил театарот, мислам дека ме менува секој ден на различен начин. Прво, кога работиш некој нов лик, некоја нова театарска представа, ти се обидуваш да истражиш за ликот, за авторот, за делото, за животот во тој временски период, да научиш можеби некоја нова вештина која што ќе биде од полза на ликот. И така се променуваш секој ден, спогодувајќи ги своите знаења од различни области. И секогаш се обидуваш својот лик да си го оправдаш, да сватиш зошто е таков каков што е и зошто постапува така како што постапува. И подоцна животот ти стануваш поемпатичен и се обидуваш да ги разбереш луѓето без да ги осудуваш и да ги обвинуваш за нивните постапки. И најмногу, учејќи ги другите, мислам дека се учиме себе си и така растеме и секогаш се менуваме кон подобро. Така што нека ни е честит овој ден и да се менуваме секогаш кон подобро.
Како што реков претходно, јас започнав во сличен аматерски театар, како што е моментално МТЦ Зона, каде што ми беше ментор Димитрина, Младинскиот театарски центар Зона во Прилеп, и некоја платформа која им овозможува на младите љубители во театарот да ги развијат и покажат своите аматерски вештини. Центарот брои повеќе од 30 членови, основци и средношколци под менторство на актерите Даниела Ивановска и Марија Спирковска-Илиевска, професорот по македонски јазик Мартин Наумовски и режисерот Кирил Петрески. Работиме на различни проекти. Во моментално од трите групи само две работиме на театарски представи. Најновата група моментално поминува низ работилниците кои што и ние си ги одржувавме, да. Тие беа нешто фантазија. Тие беа, да. Тие беа многу добри. Дали сметате дека има, пример, доволна поддршка од локалната заедница и од институциите за младински театарски иницијативи сега? Ајде да речеме, да не видиме толку сурови, дека има. Ама не многу. Јас можам, нема да се срамам тоа да го кажам, дека најголема поддршка нас ни е театар. Да. Народниот театар Војден Чернодрински, најголема поддршка ни е тој. И Центарот за култура. И Центарот за култура, да. Марко Цепенгов. Најголемата поддршка ни се тие, барем јас така мислам. Покрај публиката. Покрај публиката. Публиката не го нема поддршка. Без публиката Ништо. Нема. Не знам како точно да го кажам ова. Немаме нека голема поддршка, да речем, во смисла на да сакаш некои проекти слично да направиш. Па тие се процедури, па чеке пријавај, па чеке ова, па чеке она, па слично тие работи натаму. Затоа можам да кажам дека најголема поддршка имаме од театарот и Центарот за култура, кај што барем ние никош не кога и да појдеме на проба, да речем, во театарот, пример да видам зашто го кажав тоа. Кога да појдеме на проба во театар, секогаш не гледа како поблиски до нив. Не гледа како, знаеш, некој од страна дојде. Да, не се народски ништо се викаме, не се праманги, не се кренати. Да. Што имаме многу голема поддршка, Совет исто така ни дава многу. Да. Што нас ни се моментално најпотребни. Во обликување на сите можни сфери во театарот, на вистина има поддршка од сите актери, од целиот ансамбл, целиот тим што работи во театарот. Така исто поздрав до раководителот, до целиот ансамбл, до директорката на Марко Цепенгов, до сите вработени. Сакам да ме прашам, јас знам, публиката не знае, какви се нивните планови на МТЦ Зона и кои следни премиери може да ги очекуваме? Нашата група ја спремаме представата по текст на Стивен Кинг, Гнев. Вашата група Нашата група ја го спрема вториот дел од драмските пиеси. од каде ли е, кај се крие, односно тоа е вториот дел, првиот дел е Како сте станува цар. Тоа е македонска авторка и тоа е детска представа која што може да очекуваме годинава на Дав Кочани. И знам дека третата група спремаат разговори по телефон. Не знам. Да. Не знам, разговори по телефон. Разговори по телефон, така мислам се викаш. И тие спрема нешто, ама мислам дека така беше текстот. Да. Ако не се лажам. Кога кај може да видиме кога има премиери, каде се одржува премиерите, мислам, кај може да види публиката, ја знам. Јас сум на премиерите. Премиерите би се одржувале во Народниот театар Војден Чернодрински. Сега кога точно премиера се очекува не може да гарантираме. Не знаеме точен датум. Уште сме во процес. Али би требало да биде за брзо, да речем. За брзо. Како изгледаше пример процесот од септември 2023 Добро. до мај излезе Чернодрински? Мај излезе. Мај 2024, значи како изгледаше процесот од работата од самиот почеток до првиот излез на сцена пред публика. Таа е многу јака приказна. Долга и убава. Па раскажи. Долга и убава. Добро, почнавме нели од првиот час со запознавање. Мислам дека уште на првиот час, како што каже Андреј, нели почнавме со часот, па после проби. Да.
уште на првата средба се виде дека имаме сите некоја енергија, некоја иста енергија што нели се поклопуваш. Почнавме нели со запознавање и тоа беше доста интересно запознавање. Интересно запознавање. Кај што требаше дури број на патеки да му го знаеме на сите 14 и други. Го памтите? Па не Не. баш. Ја многу го заборавам од време на време. се Да, нешто. па други. И има, барем во нашата група имаше едно интересно прашање што ни остана до крај, а тоа беше дали јадеме сирење. И мислам дека таа реченица се сеќавам на пробата пред премиера. Бевме сите некако емотивни, мислам дека не дојде заплачење и знам дека Марија не собра сите. Марија Спирковска-Илиевска и ми рече само едно ќе ви кажам. Сетете се на најпрвата средба со вас, што зборувавме дали јадите сирење и сега дојдовте до овој момент тука кај што ќе излегувате на сцена пред публика. И мислам дека таа реченица го опишува нели целиот овој процес. Целиот овој процес на Да. Имаше и убави моменти, имаше и така малце позаебани да речеме. Не викаме лоши, значи Да, немаше лоши моменти. Зафркнат и Секоја проба, барем тоа го научив в театар, дека секоја проба, дали била лоша, дали била добра, се учи и е многу битно. Па тоа учевме ние. Имаше доста добри, доста малце покомплицирани проби. Целиот процес беше така малце зафркнат да речеме. не пеј. Тоа може само ние да го разбериме. Тука ти кажеш, знаеш, овде- оне вака джалче на гелче, не пеј. Да, на сцена кога излезеш не пеј. Тоа Слушай, јас имав проблем. поздрав до Марија. Многу имам проблем со рацете, јас многу. Ма- Затоа сега Нема и вака ги тај, чувам е, рацете, знаеш, и многу Јас. мафта. Цело време многу мафта, значи не мафта и со рацете, дури имаше моменти кога што ми врзаа рацете. Па в джеб ги чував. Тие се така поинтересни моменти. Мене Дани вака ме гушна за нозе. На неколку проби вака Дани ставаше ме гушкаше за нозе за да не мрдам, да не се мафтам. Па добро, ние на сцена кинези сме врзани за нос. Да, Да. да. Да ни полошо. Никога ще му е. Да, дефинитивно. Па да, исто, ние и нашата група така почна со прашањата дали јадите сирење, истото прашање беше, знам дека пред да излезиме на сцена, бевме сите во бифе. Бевме јас не осеќав трема, се дури не влегов кај публиката, пошто во Малиот принц представата која работеше мојата група, сите влегувавме од публиката и се качувавме на сцена. Немав осет дека ќе излезем на сцена затоа што до лани немав излезено на сцена 4 години. На представа пред публика, не сметам патронат, смотри и такви работи. 4 години немав осет и кога влегов, пошто влезо беше таков испланиран, влегуваме од публиката, од страните на публиката и треба да станеме кога застанав и кога видов колку публика, односно дека има полна сала од 260 луѓе, вакав дека нешто ми стегна и не знам како продолжив. Да. Многу убаво чувство. И Да. не објаснимо, не може. Да. Би му препорачал на секој ако има можност Да излезе на другата сцена. страна. Да. Другата страна од театарот. Да. Мене јас па добро, јас имав тука некаде слично чувство. Јас немав излезено од 2018, мислам, тогаш игравме Пиреј. 2018. 2018 игравте на МТФ, за роден ден игравте на Тоа беше 2017, 2018 или 2018, 2019. Мислам 18-19. 18-19. Така беше. И од тогаш прв пат излегов на Чернодрински се враќа дома. Да. Значи некоја трема имав, мислам јас општо си кажувам за мене. Имав една многу убава трема, не она трема, знаеш, Позитивна трема. позитивна трема. Не да ми биде страв дали ќе го сгрешам текст Текстот, или нема да го дали сгрешам ќе текст или заминиш. ќе поминам малце поиќе од тоа што треба да поминам на сценава, туку нека друга убава трема како што направивме. Во таа смисла. Од кај стасавме до кај стасавме. Да. Не ни се знаевме, че така некој си размислувам, не ни се знаев со децава, појма немав кои се. Сега гледам Се Сите може да Сега се не можеш да седнуваме. живееш без нив. да, А така. тоа што викаш и трема, нели, затоа што немаш полго време излезено или Андре, ја на пример прв пат заставав на сцената на Чернодрински, со Чернодрински се враќа дома. И се замисли каков тоа е, затоа што знаеш кој се цапал на таа сцена, кој се играл представи таму, нели, години за 75 години. Кој е остел душата тука? Да, и сега јас прв пат излегов на сценава и знаеш, баш е позитивна трема, знаеш како да
одвај чекаш да излезеш пред публикава и да го почувствуваш нели тоа што нигде на друго место не можеш да го почувствуваш. Да, сепак театарот е една колективна уметност и треба да се знае кој се има оставено душата на штиците, на сцената од Војан Чернодрински прилеп. Тоа е една голема историја. Мислам дека секој професионален актер моментално што може да го знае човек на улица дека поминал низ просториите на Домот за култура Марко Цепенков и на Народен театар Војан Чернодрински. МТТ зона игра важна улога во нашава општина најчесто. Мислам дека нема човек што не знае за иницијативата на зона, не знае нас, не ги знае представите. Значи Чернодрински се враќа дома изиграна 5 пати. Да. 5 пати изиграна, се сметај. 4 во Прилеп. Да, 4 пати во Прилеп. 800 повеќе од 800 луѓе публика. Тоа е добра бројка. Па тоа е добра бројка. Реално, тоа е добра бројка. Малиот принц изиграна само еднаш поради технички проблеми што заминавме на одмор и постоја имаше помина долго време и мислам дека згасна представата наеднаш. Мислам дека може да се врати во било кое време. Сега ова представа што спремам исто така детска представа која што е баш за деца на мене, преинтересна, приказна. А ја знам и вашата приказна што навистина е одлична, мислам Стивен Кинг, нормално. Стивен Кинг. Исто така во градов наш имаме и фестивал кој што се одржува еднаш годишно, Војан Чернодрински, кај што имаме програма од 8 дена, имаме фестивал Силјан Штркот кој што се одржува исто така еднаш годишно. Детски фестивал, да. Војан Чернодрински се одржува еднаш Имавме прилика да учествуваме на Силјан Штркот. Да. Тоа ќе го кажував сега. Извини. Уживај. Право се слава. Да, Војан Чернодрински фестивалот е во јуни, а најчесто детскиот театарски фестивал Силјан Штркот најчесто се одвива во мај, лани беше во септември, каде што исто така Чернодрински се враќа дома полета по четврти пат. Да, првиот беше премиера, реприза, дав, кај што ја донесовте наградата назад во Прилеп. Тоа беше многу искуство. Да, може да ми раскажете за искуството на дав? Пошто јас не знам приказната. Да почнеме? Почни. Како се договарате? Се мора. Сакам да почнем уште од самото тргнување за Кочани. Попат имаше на таква енергија, чувствувавме дека нешто ќе направиме. Барем јас. Имаше една многу позитивна и многу убава енергија. Појдовме таму. И пата го поминавме со асоцијации играње. Да. Асоцијации, музика, песни и слично. Појдовме таму. Бидна што бидна топ проби генерални и слично. Излеговме на сцена. Тоа мора да го кажем, го сгрешив текста. Не знам колку. Која сцена првата? Во 13-та сцената е пикник. Пикник. Пикник во село Селци. Кај што репликата што треба да ми биде предпоставена ја кажав многу порано и настане на таква. Се збунија малце, да речем колеги беше бевме на сцена. А тие назад бевме. Уште Збунија малце и сега. Да, Марија има вака застаната Тогаш стомашто. игравме јас, Горијан и Марија во таа сцена и знаеш кој греши. Ќе одиме во банка. Да. Го знам ова, го знам. Ја тој ја кажувам репликата и се Марија, пошто беше ми имаше гушното, вака ме стегал дека, знаеш, и сега шо е, знаеш, а Горијан ми се пули вака. Се пулија му се пула. Сега не свечем шо е, Марија ако ме стегне уште еднаш и ми тикне колку леле, викам сега шо направи. Историката битно. И само вака се издишив, помина се тоа. Кога беше кај ќе одиме во банка. Не, И после Горијан си продолжил со текстот и ти рекол сега ќе одиме во банка. Тогаш Поздрав треба- до Горијан и Марија. Да, голем поздрав. Тој вика, ајде одиме во банка. Јас тогаш треба да му речем одиме во банка, мај му го реков тоа многу реплики порано. кога требаше да каже одиме во град. Да, одиме во град, седнавме малку да си починеме. Ма реков одиме во банка. Во банка. И Горијан тогаш изваде, стварно тогаш што изваде. И рече, сега одиме во банка.
Тоаш ми падна камера сам. Визуал. Магнетизација. Да, и сето тоа после кога се доби наградата, не очекувавме, реално не очекувавме, се едно време седиме сите стоиме вака, сам вика награда за колективна игра на Не, рекоа на Чернодрински се враќа. А имаше А имаше Имаше две. две. Да. И ние во очекување бевме која Чернодрински, само што кажа МТЦ зона има и Уште видео. уште Да. МТЦ, уште то не му беше докажено. Ние почнавме да викаме, знаеш, тоа беше една огромна радост. Да. Сликите се доказа, тоа мислам дека А, полицијата не се гледа. Професор Мартин мислам снимаше видео и тоа. Да, нели има објавено. видеата Да. објавени се. Пише ние скока. Скокаме реално. Да. После доделувањето на награда, целата дружба таму беше многу добра. Многу убаво искуство пред се. Многу убаво искуство. Не играш на твојата матична сцена како Да, прво. Да. треба да се адаптираш на сцена, баш имавме за свадбата, имавме момент кога што ние треба да свртиме цела сцена назад и да се вратиме од другава страна да влеземе. Да, Ако излеземе десно да влеземе од лево. Да, пошто влегувате така. Ама овде имаше многу долг беше Многу бата. подолго беше просторова, не се. И нема да Трчавте? излезе. Не трчавме, туку во моментот траеше сценава се договоривме дека ќе излеземе од истата страна ќе влеземе после. Значи пак се адаптиравме на просторов Да, и нели имаше некои проблеми кои ги решивме за се снајдовме Се снајдовме. во За просторов. кратко време. Да, Силјан Штарков исто ве гледав. И тоа беше одлично, иако имаше измени многу за Силјан Штарков. Па Да, имаше. имаше Дел од измени. екипата се откажа поради нивни причини. Да, мислам. Имаше замени, оправдано. имаше мислам замени во Сечење логите. на некои сцени, да, нормално. Да, е имаше, тоа. имаше. А, И то? Исто така, Силјан Штарко, МТФ Чернодрински годинава 75 години, игравте на годишнината на театарот. Исто така тоа беше нешто. На МТФ Чернодрински не Привилегија е да се игра на 75 години Да. роден ден од театар. Јубилеј. Заедно со нели професионални представи имаше од Прилеп од Битола, од Скопје. Скопје, Велес, од Велес. Скопје. Театар за деца и младинци, Да. Велес беа театар И покрај- Битола. Покрај сите Покрај сите тие, игравме и ние. Да. И тоа е навистина голема привилегија. Мислам, пред се за нас е привилегија што работиме со Дани, Марија, Кири и Мартин, затоа што тие се професионалци кои што си ја буквално знаат. смислена збора професионалци. Значи ако треба некој да се нарече професионалист, тоа се тие четворица. И навистина е привилегија и сме горди и честни што нели имаме можност да работиме со нив. А уште поголема привилегија да играме на 75 години од роден ден од театар. Да. Не сме свесни дека игравме. Не сме свесни на На што шо. на шо игравме. Да. Тоа е стварно Тоа е друго искуство и веќе се запише во историјата. Еден ден во архива ќе ви има тоа секако. Тоа е нормално како ме бендишува многу што театриве и сите продукции почнува независниот театар и аматерските групи се повеќе и повеќе да ги признава. Во време кога што сме малце дефицит со актери, мислам дека е одлично покрај тоа што сме како аматери, аматери сме и многу ме бендисува тоа што сите не гледа, не признава дали се биле професионалци. Мене лично ми значи кога ќе дојде некој актер од Прилепски театар да ме гледа на сцена на 9-то небо сум. реално значи. Да. Да, ние нив сме ги гледале како мали. Да. Тие нас не биле нели пример како треба. Дека еј овие ги гледавме на сцена и сега ти да тебе да те гледат. Тоа е стварно некое посебно чувство, не знам, не објаснимо е. Колку и да пробуваме да го објасниме, ќе го расипиме. Да. Се слажам. По-добро е да не го објаснуваме, да остане негде таму. Нека си замисли публиката, возвишено. нека ја Да. развие малце имагинацијата. Исто така со многу актери, еве ти не беше волонтер, ама идеше Не, на да. представи на Македонскиот театарски фестивал во Јан Чернодрински. Јас и Евгенија преку волонтерство можам да кажам дека се запознавме со голем број на професионалци, професори од ФДУ, режисери, актери и добивме шанса да се поврзиме со пошироката театарска сцена и да стекнеме непроценливо искуство како сите што бевме. Мислам дека волонтерството на фестивалот ни овозможи да ги запознаеме процесите зад сцена на други театри, пошто можеби на нашиот театар сме запознати со некои процеси, но како работат, секој театар работи на различен начин. Затоа истото прашање што претходно јас вас ви го поставив, односно како театарот ви го промени животот
и како гледате на театарот, сакам да ми одговори уметничкиот директор на Македонскиот театарски фестивал Ана Стојановска. Како театарот ми го промени животот? На многу различни начини. Пред се гледам театарот како свесно знам за себе од дете. Имав среќа да ме израснат родат, израснат родители кои што сакаат уметности. И имав среќа да го поддржуваат сето она што јас ке го посакав како дете. Гледав театар во Прилеп. Гледав театар не само на матичната сцена, туку гледав театар кога ќе дојдеше фестивалот во еден Чернодрински, што го чекав со нетрпение. И сонував дека еден ден нешто ќе правам на тој фестивал и попатно поминав неколку чекори во правењето, многу работи за тој фестивал, а најмногу од себе и оваа сегашната функција што имам. Театар гледам, сакам, го учам, го предавам, го љубам на многу различни начини, затоа што сметам дека едно од најубавите уметности, ако не и најубавата, затоа што во себе ги соединува сите други уметности. Истовремено, таа љубов што јас ја му ја давам на театарот, театарот ми ја возвраќа, на тој начин ми го променува животот, затоа што следењето на театарски представи, водењето грижа за театарот, за чување на театарската меморија, всушност и без да сака го менува човек, го прави да биде малку поинаков, малку по сензитивен кон се што е аудиовизуелно или сценско изведувачко или перформативно, кој збор да го кажеме. Од една страна театарот ме научи да бидам покомуникативна, ме научи да од еден писател кој што е, како и сите писатели, интроверт, да станам екстроверт, научен. Ми помогна да го разберам животот, да ги разберам луѓето, затоа што во театарот се сретнуваме со различни ликови, се сретнуваме со нивните мотивации, задни намери, предни намери, како и да се. Театарот ми го промени животот затоа што ми даде да се занимавам со нешто што многу го сакам, од дното на својата душа. И кога работите нешто со љубов, тоа не е работа, тоа е љубов. Театарот ми го смени животот на многу различни начини. Позитивни се разбира, ми даде многу големи пријателства, ми даде да можам да се реализирам и сватам себе си во тој концепт на меѓучовечки односи. Театарот всушност е една преубава симбиоза на уметници и како таков постоел и ќе постои понатаму. Во однос на мојата порака, бидејќи сум ја пишала пораката по Светскиот ден на театарот пред 5 години, останува иста и мислам дека секогаш ќе ја повторувам, дека театарот пркоси или ќе му пркоси понатаму на светот во кој што живееме. Театарот мора да биде пркос, театарот мора да биде отпор, театарот не сме да се задоволува со мали и комотни решенија. Театарот бара активност, театарот бара љубов, театарот бара посветеност, театарот бара ангажман и најмногу од се театарот дава љубов и бара љубов. Сега би сакал да ти поставам едно прашање на Евгенија и точно ќе го прочитам како што ми е напишано во сценариот. Какво искуство ти донесе волонтерството на МТФ Чернодрински и како тоа го обликуваше твојот однос кон театарот? Па добро, како што кажа и пред малку ти, имавме можност сите волонтери, јас и ти и сите нели што бевме таму, да се запознаеме со луѓе не само од Прилеп, затоа што ние со Зона нели имаме шанса да се запознаеме со Прилепскиот ансамбл, со луѓето што работат во Прилепскиот театар и со тие нели они влюбеници во театар од Прилеп. Кои што се секоја представа тука. Секоја представа нели се тука и таа привилегија имаме баш заради Зона. Фестивалот во еден Чернодрински нас ни овозможи како влюбеници во театарот да се запознаеме со нели многу актери, режисери, технички персонал и така натаму, сите оние што работат на представи од цела Македонија. Значи имав нели од Скопје, Битола, Штип, Велес. Мислам од секој град во Македонија, па имаше нели покрај овие шита на представи да ги нели актериве што игра во представите
И самата екипа што работи на МТФ Војдан Чернодрински, нели, да не ги набројувам, ги знаеш и ти Да. сите. Не гледа како своји деца. Да, баш така. И нели мислам самото волонтерство ни овозможува едно ново искуство. Да видиме што се случува зад сцена, како актерите се припремани нели за да излезе на сцена, што му е потребно, па нели по текот на денот нели има и проби. Да. Да ги гледаш Имаме- пробите. Имаме Да можности му проби да помогнеш на гледаме. актерите или пак да му донесеш на крајот представата ружа. Ружа да му даеш на крајот Тоа е представа. наистина тоа е едно искуство, Или големо искуство. Доли работа вода да ти повара некој, ти до вчера си ја гледал на телевизија или не знам каде, сега Да. ти вика и здраво како си нешто. Или седнува до тебе во бифе. Да, Наистина. буквално. тоа е. Значи имаш можност да зборуваш со влюбеници во театар од цела Македонија за театар. Да. За она што нели најмногу го сакаме сите ние, што не Што најмногу исполнува. сакаме да зборуваме. Да. Затоа сме на разговор. Да. Мислам, омилена тема за разговор е театар. И баш за фестивалој единствена тема за разговор е нели театар, имаш можност Да. да нели да слушнеш различни мислења од различни луѓе. Што има различни погледи. Да. И мислам дека тоа е најдоброто искуство што може да го има некој. Аматер во последно или само влюбеник во театарот. Да Тоа помогни на различен начин. И Андреј знае, јас и Андреј бевме волонтери на 75 годишнината од Војдан Да. Чернодрински. па е. И ти беше, да, и ти беше. Ти беше на матовото, не беше сега. Добре, Какво искуство ви донесе волонтерството на 75 годишнината? Тоа беше не можам да го речем како волонтерство реално. Не можам да го речем како волонтерство. Нема да речем еден процес беше тој кај што ни малце не се почувствував како волонтер. Ни малце, ни еден момент не се почувствував како волонтер. Имавме преголема да речем почит и поддршка од раководителот на театарот Михајло. Сакам да го поздравам. Имавме, мислам дека беше тој најголемиот виновник што ние се чувствувавме преубаво. Сами не вика, знаеш, седете тука и запознавајте се со луѓето, правите си, стекнувајте познанства, што утре ќе ви треба. Никогаш не се почувствувавме како волонтери, дека сме ние одделени од другите. Исто така и на МТФ. Мислам Да, дека да. секој Не. актер... Да, Се разбирам, не дека Да. волонтерите се одделени од другите и слично, мислам мобетов ми е... Има некои организации, пример, во Скопје, кај што има такви случаи, ама Да, овдека мислам дека сите сме како една единка и волонтери, професионални актери вработени и тим. Мислам дека сите имаме почит еден кон друг и Да. мислам дека сите го разбираат, ја разбираат нашата љубов кон театарот како волонтери и зошто идеме тука. се разбирам. Да. Оти секој почнал од волонтерство. Сите почнале од волонтерство. Па и тоа е, ако размислиш, многу добар почеток. Да. Пошто тогаш гледаш колку го сакаш нештото. Колку сакаш да си од другава страна на нештото. Да, го се учи целиот процес, се Ја чувствуваш- запознава луѓе. Ја чувствуваш магијата од поблиску. Мирисаме, да. Мирис. Волонтерството за 75 годишнината не можам да наречем, како што кажа волонтерство, можем да наречем една дружба. Да. Да речеме една дружба која со желба, знаеш, како викаме кога да дојдеме са при Михајло ни викаше дојде дека и 6 сато, ова не Има има 5 дека оде. 5 во 4. Само Седем. само за да бидеме таму и ете и ти беше Да тоа. помогнеш, да, цело време. Сакавме да помогнеме на некој начин колку што можеме да помогнеме и пред се да се запознаеме со другите. Да осетиме нешто друго. Па, и на фестиваливе, и на Силјан Штрко, И на и Силјан на... Не Штрко сум бил бевме- до сега и на ни Силјан на Штрко. МТФ Војдан Чернодрински не сум бил волонтер, ни на Силјан Штрко. Да. Зато не можам да кажувам за таму. Да. А за ова И на Силјан се најдобро. Да, и на Силјан Штркот и на МТФ Чернодрински постои едно големо дружење. Значи, Пред се имаме- дружбата е многу битна. Да, дружбата е многу битна. Поддршка имавме преголема од Секој. сите. Значи се чувствуваме, мислам дека овдека тројца седиме и може некои луѓе што не гледаат театарот го чувствува како дома. Јас мислам дека во јуни Поиќе повеќе време во поминувам театар. во Марко Цепенков театар отколку дома. И тоа ми е поубаво. Ја мислам дека сите актери, сите луѓе што се занимаваа со таа работа, мислам дека многу често театарот го чувствува како дома. Многу често. Тие што се занимава со театар, театар му е дома.
Да, Не дека го чувствува дома му е. тоа му е дома, втор дом му е. Да, јас мислам дека не постои, барем тие што ги имам запознаено, актер кој не работи со љубов. А знаеш дека Нема таков. нема таков. Ако не го работи со љубов, би била друга сликата. Да, Барем јас така мислам. Ако некој не го прави нешто од љубов, Нема да го прави. нема да го прави. Нема да го прави. Нема да го. се гледа. Да. Реално се гледа се. Кој ни викае нас, па ќе се навратам на Чинодрински, кој ни викае нас да, знаеш, се гледа од публика. Дали ти денеска си уморен, дали не си, дали ти си игра, дали не ти се игра, фаците што ги вртиш, очите слично. Се гледа од публика. И ние тоа го видовме сега, дека се гледа. Кој ќе ја гледаш представата. Дали актерот сака да игра воопшто денеска, дали не сака да игра, дали е нервозен, дали е расположен, Да. дали уморен и слично, мабетот ми е дека се гледа. И ако не го прави нешто од љубов и од сака, тоа Нема да има. нема смисла. Нема магија. смисла. Да. Магијата е најголемото нешто што може да го приреди театарот. Покрај представата, мислам, секоја представа Самата представеност. носи магија, носи различен концепт, секоја представа и секој лик што го толкуваме. Како што рече претходно Димитрија ни носи ново размислување. Ни носи нов став, нов поглед кон животот, па ние размислуваме сега како би постапил тој во овој момент кај што сум јас сега, па за да знам да го изведам на сцена. Или пример кога гледаме представа, ние гледаме дека некој пример, ние не гледаме дека некој да го сгрешил текстот, ама гледаме дека тој не е расположен, дека денеска не сака да игра. Да. Се гледа. Секоја ситница се гледа, реално го правиме. Барем кај некој. Па, театарот е срцето на креативноста и е катализатор на општествените промени. Младите во Прилеп покажуваат дека сцената не е место само за забава, како што реков, туку простор за создавање подобри иднина. Ви благодариме што ја гледавте втората епизода на Пулсот на младите и воедно првиот видео подкаст. Споделете го ова видео, лајкнете го, притиснете subscribe на нашиот YouTube канал и пишете ни во коментарите што за вас значи театарот. Ви благодарам на вашето присуство. Ви благодарам што ми ја направивте ова чест да присуствувате, да зборуваме ваков момент да имаме. Фала ти тебе што не покани, да речем, што нас ни уште поголема чест што не покани. Барем мене. И мене. Барем мене. Се гледаме пак во некоја наредна прилика Во театар. во театар. Поздрав од публиката. Поздрав. Честит ден на театарот.